Спортско радио 90,3 во наредниот период ќе одиме со нешто што е крајно интересно и што верувам ќе го привлече вниманието на сите што се љубители на спортот, на сите тие што се активни практично преку спортското живење, но нешто што представува и ноќна мура за спортистите. Веќе се прашувате што е тоа? Сосема реално се повредите. Тие секогаш влијаат и како на квалитетот на тоа што треба една спортска личност да го прикаже на теренот. Резултатите секако успесите или поразите се составен дел, но тоа што најголем страв предизвикува кај сите тие што се активни со бубамарата или во поединечните спортови се секако повредите кои ги оставаат надвор од терените, а со тоа ги спречуваат да дојдат и до посакуваните резултати. Се надевам дека веќе и во најавата успеваме да го привлечеме вашето внимание, а за целата таа тема што ќе обработуваме во 4 серијали, ќе го искористиме гостувањето на доктор Небојша Настов, кој е травматолог, но е активен во повеќе наши спортски федерации. Прво, докторе, добар ден и добре дојдовте у студиото на Спортско радио 90,3. Добар ден, благодарам на поканата. Повреда. Страотно звучи, ги фрлаат некогаш во очи спортистите, некои завршуваат кариери, некои има долг процес на рехабилитација, па ги губат звездените мигови што ги имале предходно. Може да наброиме серија и серија на такви имиња, меѓутоа еве од фудбалот ќе земеме нешто што се случуваше со Герет Бейл и посебно со белгиецот Еден Азард. Двете најголеми звезди дојдоа во Реал Мадрид за фантастична сума, се повредија и практично години и години не ги видовме во тоа светло што беа предходно. Како сето тоа е еден травматолог кој што е врзан и реков има допирни точки со спортот, може да го изанализира или кратко да ни го оцени? Па, има уште многу повеќе примери кои што завршиле, додуше овие двајца не ја завршија кариерата веднаш, нешто им идеше надолна линија им тргна. Ама генерално секоја повреда е страшна, посебно за професионален спортиста. Вие го спомнавте фудбалот, но тука има огромен број на спортисти кои што се повредуваат и како последица на тоа или ја прекинуваат кариерата, или кариерата почнува да оди во непосакуваниот правец, да кажем, да не биде надолна линија. Рехабилитацијата од повредата во принцип се состои од неколку моменти. Значи, првиот момент е моментот на повредата и оној момент кога спортистот, фудбалерот или било кој друг спортист треба да сфати дека се задобил со одредена повреда. И логично е дека е тоа страшно, посебно ако очекувањата од истиот тој спортист, како од самиот него, така и од околината негова се големи, логично е дека и тоа страшно звучи. Но, од друга страна, самата опоравок од повредата започнува првин со третманот на повредата. Значи, третманот на повредата може да биде конзервативен, значи неоперативен, може да биде хируршки. За жал, најголем дел од повредите кои што настануваат во предел на зглобовите, значи како што е фудбалот или сите тие други, мора да се третираат хируршки. И после тој хируршки третман не завршува нивната, условно кажано, агонија, тука започнува оној процес на рехабилитација, кој што во зависност од типот на повредата и од мотивираноста на спортистот или се, може да трае од најбаналните повреди од 3 месеци па до 9 месеци, 12 месеци. Интересно е за овие двајца кои што ги споменавте да се напомне дека има една студија која што е излезена последната година од Американската академија на ортопедски хирурзи, посебно за спортски повреди, во која што се поставени неколку услови за враќање на спортистот назад на терен, односно враќање во првобитната состојба. Значи, првиот услов е добро изведена оперативна интервенција. Вториот услов е добро спроведена физикална терапија, односно рехабилитација. Понатаму, во зависност од типот на повредата, они за секој посебен тип на повреди, за секој посебен тип на операција, они предвидуваат минимум период по кој што би требало спортистот да се врати, кој што во зависност, пак ќе кажем, од типот на повредата може да биде од 3 месеци до 8, 9, 10 месеци, за да на крај додадат уште два фактори кои што некако во нашава држава и да не речам на Балканот и во Европа се занемаруваат, а тоа се физички тестови
кои што треба да ги исполни, кои што во последно време се повеќе и повеќе се работат во нашава држава заради опремувањето на ординациите, односно на болниците кои што се занимаваат со физикална терапија и рехабилитација. И оној момент кој што сите го превидуваат, а тоа е психичката подготвеност на спортистот да се врати кон спортските активности. И најверојатно кога ги спомнавте, значи и Бейл и Азар, дека тука се работи за онаа последна компонента која што само последна е набројана, а најверојатно една од најбитните компоненти. Значи каде што нивните физикални прегледи укажуваат дека они се топ спремни за да може да се вратат, нивните функционални тестови го укажуваат истото, хируршката интервенција секако е безпрекорно изведена, за да на крај ни мањка оној дел кој што е психичката подготвеност, односно што би рекле во спортски термини, да се ја среди главата малку за да може да се врати назад на терен. Да, започнав со фудбалери затоа што вие сте и дел од нашата фудбалска репрезентација, затоа ги искористив Бейл и Азар, бидејќи се нели попознати фудбалери кои навистина по повредите не успеа да се вратат, беа платени страшно од Реал Мадрид. И сега сами низ тоа што го проговоривте или објаснивте, доаѓаме до на прашање заштита на спортистите од повреди. Превенцијата на повредите е најверојатно една од најважните работи генерално во било кој спорт, значи. Сега правиме муабет, почнавме за фудбалот, но тука секако ќе го спомнеме и ракометот, тука ќе ја спомнеме одбојката, тука ќе ја спомнеме и кошарката. Значи тоа се претежно спортови кои што се класифицираат како така наречени контактни спортови и каде што повредата не секогаш зависи од спремноста на спортистот, туку затоа што се учествуваат и многу поголем број на играчи во околината, може да биде предизвикан и од соиграч или од противнички играч или било што. Постојат планови, протоколи за превенција на тие повреди и тоа е претежно работа на кондиционите тренери, значи во клубовите. Така да за да може да се спроведе таа, како се вика, превенција на тие повреди, потребно е основен предуслов е да се има кондиционен тренер. Уште еден предуслов кој што е над тоа ниво е да се има кондиционен тренер кој што си ја знае својата работа и кој што ги прати модерните трендови. Затоа што кондициониот тренер е тој кој што треба да направи програм според кој што ќе се спремаат играчите. Правиме муабет за подготовката на играчите во предсезоната, значи пред да започне сезоната, во текот на сезоната и нормално на крај по завршување на сезоната. Што значи дека оние кои што не се занимавале со спорт многу убаво излегува на фудбалски терен или на ракометен терен, ќе одигра 60 минути ако е ракомет или 90 минути или 120 минути ако е фудбал и тука завршува. За жал тоа е само финалето на сето она што они го работат во текот на целата година. Во текот на тие 12 месеци, јас од моите лични искуства не знам спортист кој што не тренира и кој што не е минимум 11 месеци, ако не и 11 и пол месеци. Што значи дека за нив самите оставено само некој пола месец, условно кажано некаков одмор. Така да задачата на кондиционите тренери е да направат програма и за жал програмата треба да биде, односно не е за жал, него програмата треба да биде конципирана за секој играч посебно, што значи дека кога правите кондициона подготовка, кога правите превенција на повреди, не е иста програмата за еден голман, да речеме, не е битно во кој спорт, не е иста за еден бек, не е иста за едно крило, не е иста за центарфор, не е иста за било која друга позиција. Што значи дека сите тие програми треба да бидат индивидуализирани, затоа што тие точно се засноваат во најголем дел на позицијата на која што игра спортистот, но од друга страна мора да се засноваат и на конституцијата на самиот спортист. Што значи дека ако правиме муабет за спортист кој што планирано е да истрча 5 километри за време на еден меч, значи тоа е една кондициона подготовка, ако од тие 5 километри 80% се спринтови, а само 20% е некое лесно трчање, тогаш е друг тип на кондициона подготовка. Што значи дека сето тоа треба да се превземе и врз основа на тоа да се направи квалитетна програма за превенција на повредите.
Да, многу интересно е околу фудбалот, ај ќе се задржиме во оваа прва емисија, рековме серијал од 4 емисии, што често пати главните повреди никако ги заработуваат напаѓачите. Па, сите здобиваат повреди, значи. Напаѓачите се оние кои што имаат најголем дуел на крајот на краиштата, имаат најголема шанса да се повредат, најчесто влегуваат во дуел со одбранбените играчи и заради тоа најверојатно се најекспонирани. Они го имаат оној момент кога напаѓачот треба последните, не знам, 20, 30 или 10 или 50 метри да ги истрча во спринт, што значи дека пологично е дека и они функционираат на поголем дел од теренот, што значи дека заморот е поголем и заради тоа најверојатно се повеќе предиспонирани кон повреди него овие што играат малце попозади. А дали евентуално расата може да влијае на степенот на повредите и квалитетот? Расата? Да, затоа што гледаме дека црномористите фудбалери се или спортисти воопшто се поеластични, физички подобри предиспозиции имаат. Не би рекол дека постои таква драстична разлика. Мислам дека е се повеќе се во зависност од тренингот и од квалитетот на тренинзите кои што се спроведуваат. Мислам дека расни разлики апсолутно нема. Мислам тоа е докажано од многу одамна, така да тоа не. А корпулентност евентуално на телото кој може побрзо да се повреди? Некој со поголема килажа. Зависи од спецификата на спортот. Значи корпулентноста сигурно дека е поголем ризик за некакви си хронични повреди. Таа не е ризик за акутни повреди, значи како што се скршеници, повреди на лигаменти или на мускули, значи тоа не игра таква улога. Има корпулентност, односно поголемата телесна тежина на спортистот, повеќе игра улога во појавата на тие хронични повреди што ги викаме ние, кои што се јавуваат како последица на замор. А околу степенот на повредата или која повреда е вака најстрашна, да кажеме, за спортистот? За секој спортист секоја повреда е страшна која ќе го оддалечи од теренот, тоа е сигурно. Видете, скршениците се едни од најстрашните затоа што се случуваат во секунда. Тоа е и самата слика кога настанува скршеница, бидејќи збориме за фудбалот повеќе, самата слика кога настанува скршеница е најчесто со директен удар со копачка од страна на противнички играч или така да тоа се оние моменти кои што изгледаат страшно од страна кога се гледаат, нормално дека и за самиот спортист се. За среќа се ретки, значи со сите заштитни средства кои што се користат во фудбалот, значи за среќа се многу поретки во последните децении, да речеме, за разлика од претходно. Многу почести се сега повредите во фудбалот, посебно правиме повредите на мускулите. Тоа е заради многу често знае да се случи заради промена на подлогата на која што играат. Значи, обично ако се игра на тревната подлога, значи сите фудбалери се во 90% повеќе научени на тоа и многу потешко им паѓа доколку треба да играат на вештачка трева или да тренираат на вештачка трева. Во ракометот тоа исто, тоа би било аналогија на тоа би била во 90% од салите во Македонија се користи паркет за играње на ракомет, само во неколку сали кои што се условно кажано акредитирани имаме герфлор доле и самата промена од една подлога на друга подлога знае да доведува до повреди, кои што повреди за среќа не изискуваат некаков посериозен третман, но од друга страна го оттргнуваат спортистот од теренот. Така да тоа се најчесто мускулни повреди, повреди на тетиви, повредите на лигаментите као не можам да кажам најтешки, ама се оние кои што бараат најдолго отсуство од теренот, најдолга рехабилитација, најстрого придржување на протоколи и така натаму. Да, тоа околу тетивите е многу атрактивно, бидејќи постојано доаѓа секоја втора повреда, истегнување на лигаментите, тетивите или кинење на лигаментите и тетивите. Да, за жал. Тука ако сакате малку да добиеме некоја слика, бидејќи реално и различно тоа што во еден период доаѓа информација дека ќе се оправува до 3 месеци, во друг до 6. Видете, не секогаш диагностиката е правиме мобет, затоа ги имаме тие различни информации во почетокот, посебно од медицинските тимови на клубовите. Заради тоа што диагностиката која што ќе се спроведе во првите 24 до 48 часа не секогаш е 100% сигурна. Значи таа дава некаква ориентација, но за најточна проценка би требало минимум 72 сата, посебно кога правиме мобет за повреди на мускули и тетиви.
Значи кога правиме за повреди на лигаменти, значи најчесто колено, скочен зглоб или рамо да речеме, најчесто кај тие може да се добие соодветна диагностика и која што би имала точност од 90, условно кажано 90-95% прецизност. Но од друга страна, кога се работи за мускулните повреди, секогаш малце сме, и јас како дел од неколку медицински тима во во разни спортови, значи секогаш сум се трудел на не давам деци дниза во првите 72 сати, заради тоа што тоа е една состојба која што прогредира, која што ќе се појави дури после 72 сати можеме да даеме каква таква точна проценка колку би било, што би бил третманот и колку би траяла рехабилитацијата. Заради тоа понекогаш добиваме такви различни информации од самите клубови или од репрезентации или од било што. Тој скината тетива, тоа ќе значи автоматски дека подоцна не ќе може веќе да спортува без разлика? Не, значи видете сега медицината, односно ортопедијата, травматологијата се отиде на толку високо ниво што 95% од повредите се третираат хируршки со огромен процент на успешност. Така да тоа не значи дека нема да може веќе да спортува, тоа значи дека во одреден период ќе биде оддалечен. И сега друг муабет се статистиките кои што се на светско ниво да речеме, каде што процентот на враќање на претходното ниво на активности е она што треба да се каже и она за кое што треба да биде запознаен самиот спортист. Што значи дека за секој тип на повреда кој што постои воопшто во светот, постојат одредени статистички табели кои што се направени на огромни серии на спортисти во многу релевантни спортски центри, каде што процентот на враќање на првобитното ниво на активност се одредува за секоја посебно. Сега, да не набројувам сега посебно по самите повреди, ама генерално тие се движат од 30%, ајде 30 веќе не, ама од 60% до 70-80%, што значи дека не постои гаранција дека одреден тип на повреда која ќе се изоперира и дека тој за 100% ќе се врати на истото ниво. Како типичен пример тука секогаш па и во нашиве кругови на оние семинари меѓународни на кои што идеме се спомнува случајот со Роналдо, со стариот Роналдо. Бразилецот. Со бразилецот Роналдо, да, дека човекот скина преден вкрстен лигамент, сигурно беше опериран во најдобрата болница од најдобриот доктор, му беше пружена најдобрата нега, се врати, изигра не знам колку утакмици, пак го скина лигаментот, се оперираше уште еднаш и веќе никогаш не заигра на она ниво на кое што играше. Што значи дека тоа не, значи враќањето назад понекогаш колку сурово и да звучи тоа, секогаш влага во таа светска статистика. Јас секогаш се шалам со спортисти и им кажам, види статистиката кажува дека 60% е веројатноста дека ќе се вратиш. Ама ако тебе те фати, за тебе е 100%. Тоа е она. Тука некаде завршуваме со првата емисија од серијалот со гостување на доктор Небојша Настов, травматолог на програмата на Спортско радио 90,3. Тема е заштита на спортистите од повреди.